Добро вечер. Ова е координативна средба на локалниот огранок во Делчево. Ја отвараме нашата локална канцеларија, која што е седма во низата која што ги отвараме низ државата во очи на локалните избори. Членството претежно само си ја правеше програмата, доколку имате подоцна прашања, Сања е тука да ги одговори за локалните мерки. Јас можам да дадам генерална изјава дека на ниво на Република Македонија Левица за прв пат оди со околу 40 на листи и 8 кандидати за градоначалници. Рейтингот ни е дупло зголемен од парламентарните избори и очекуваме освојување над 50 до 60 советника согласно рейтингот со кој што располагаме. И ова е една од средбите, бидејќи не правиме класични митинзи, каде што се врши мобилизација на членството со цел да постигнеме добри резултати и на територија на општина Делчево. Повелете со прашање да го имате. Колеги од Делово прашувате ве кога сте, зошто нема таму советничка листа кандидат? Бидејќи ние сме организација која што се темели на сопствените ресурси и сопствените кадри, проценивме дека во некои општини локалните ограноци се уште немаат капацитет за она што ние го бараме како услов за листа и од тие причини. Значи причините се организацијски, а не се политички. Бидејќи во некои средини, иако сме освоиле доволно гласови за еден или двајца советници, сепак ние проценуваме дека организацијски немаме структура тоа да го поднесе и да го покрие теренски и од тие причини не сме изнеле таму листи. Тоа не значи дека во иднина на наредни избори значи периодот кој следи ние во тие градови кои ќе ги пикираме, ќе развиваме ваква структура бидејќи сме грасрут организација и не сакаме на никого да должиме, бидејќи можевме ние да убациме наши членови во други листи, меѓутоа такви непристојни предлози ние не прифаќаме, одиме со сопствени сили. Како го цените досегашниот тек на предизборната кампања? Дали според вас е фер и демократски? Па не, кампањата од самиот старт законски е нефер, бидејќи 90% од колачот земаат 4 партии. За нас се оставени само трошките од 7%, дури ни тие не ни ги даваат, имаме проблеми во толкувањето на законот, наместо да се делат финансиите за платено политичко рекламирање на 4 субјекти или на 2, тие сакаат да се делат на 8. Тоа значи дека тоа е исто како на една трка да трчате на 100 метра, големите трчаат од 90, вие трчате од 0 и треба да ги стасате, теренот е неравноправен. Дури и оние пакети на билборди кои ги добиваме, немаме во секој град, позициите се ставени некаде зад некое дрво, на некое непосетено место, така што теренот е неравноправен, меѓутоа такви се правилата и ние од оваа позиција можеме само или да учествуваме или да се повлечеме. Ние сме познати по тоа што не се повлекуваме и не кукаме. Одиме со овие правила и повторно ќе им влеземе исто како во парламентот, а потоа од внатре ќе ги менуваме правилата. ВМРО ДПМН најавија преструктурирање после на парламентарното мнозинство после локалните избори. Дали Левица учествувала или ќе учествува во вакви преговори за создавање ново парламентарно мнозинство и кој е вашиот став за барање за предвремени парламентарни избори? Ние како опозиција ги поддржуваме сите иницијативи за пат на владата на Заев. До сега на оваа тема и го со колегите од ДПМН на ниво на секојдневна комуникација во парламентот, додека работеше, бидејќи сега знаете паузираме заради изборите. Имаме коректни односи, меѓутоа не сме разговарале за оваа тема. Во принцип ние како опозициона партија поддржуваме се што е антивладина иницијатива. За деталите неминовно е ако дојде до пораз на Социјалдемократскиот сојуз да се разговара за предвремени избори. Меѓутоа тоа се детали за кои што сега пред изборите не би можеле да зборуваме бидејќи не го знаеме исходот. Имам уште едно прашање за вас. Гоце Цветковски од Охрид ја прозва Левица дека му го имате замрзнато членството поради знамето со златно-жолтото сонце. Ваш коментар околу таа негова изјава? Не е поради тоа. Ако приметите, ние не ги забрануваме нашите членови да носат знамења и од Социјалистичка Република Македонија и од Античка Македонија, бидејќи тоа е еден историски континуум на македонскиот народ. Гоце беше, колку што јас знам, му беше замрзнато членството поради конфликтност со членовите на самиот локален оград. И по нивна иницијатива е замрзнато членството, нема врска со никаква символика.
Што може да очекуваат граѓаните на Делчево од вас како советник во идниот совет на општина Делчево? Кои се приоритетните проекти кои што ќе се залагате да бидат реализирани во наредниот мандат? Не само од мене, туку од сите советници кои потенцијално би влегле во совет на општина Делчево, може да се очекува да работат за граѓаните, за нивно добро, значи за колективно добро, за конечно да се искорени работата само исклучиво за свој личен бенефит. Ние во советот ќе покренеме прашања за кои што другите молчат. Имено после и во говорот ќе истакнам некои од нив, ќе се залагаме за воведување на јавен превоз во општината, за конечно решавање на проблемот со паркингот, за ревидирање на тоа како се носат општински програми за социјални случаи, какви фантомски мерки предвидуваат како самопомош и некои други слични нелогичности, развој на туризмот и уште многу други работи.